Да се запознаеме со аутизмот, да не дозволиме нашите ученици да живеат едни до други, туку едни со други, да се вклучени како во учењето, така во игрите, зашто играта кај состојбите од аутистичен спектар се разликува во неколку аспекти. Постојат значајни разлики во интеракциите со возрасни и со врсници, споредено со невротипичните врсници. Децата со аутизам најчесто си играат сами. Причина за тоа е недостатокот на функционални вештини за социјална игра. Недостатокот на социјални вештини се забележува и во групни активности, кои ги одбегнуваат бидејќи структурата на активностите не им е позната, подобро се снаоѓаат во структурирани активности чии ред и редослед го знаат и во кои имаат повторувачки дејствија. Ги привлекуваат активности од затворен тип, во кои не е потребна конверзација. Настани со многу луѓе како прослави и роденденски забави се најголем предизвик за децата со аутизам. Децата со аутизам имаат многу малку пријатели, а тој број се намалува со текот на годините. Бројни фактори влијаат врз формирањето и одржувањето на значајни социоемоционални врски кај децата со аутизам. Тешкоти со препознавање и разбирање на емоциите и емоционалните знаци кај другите, сензорна пречувствителност, анксиозност, социјална анксиозност и страв од одвојување, рестриктивно повторувачко однесување и компулсивни ритуали. Една неформална анкета што опфатила 100 млади со аутизам покажала дека тие најмногу сакат да играат физички игри, да користат компјутер, гледат видеа, да редат сложувалки, играат видеоигри, а што е заедничко за сите овие активности? Па по природа секоја од овие активности се прави на истиот начин одново и одново. Репетитивноста е основна карактеристика на играта кај детето со аутизам. Например, кога игра со песок, секогаш го сее песокот меѓу прстите, ако игра со коцки, секогаш ги реди во прецизни редови, ако разгледува книга, секогаш ги брои страниците од корица до корица. Во секоја ситуација, неговите активности во играта се состојат од предвидливо однесување, без флексибилност и без спонтаност и новини. Например, Јована си игра самостојно со други изведби на делови од нејзините омилени приказни и видеа. Нејзините изведби се секој пат исти. Та многу прецизно ги одигрува приказните и вклучува и други предмети кои представуваат некој друг предмет или лик од приказната, но кога некој ќе се обиде да се вклучи во играта или да додаде нов предмет, таа престанува со играта и се повлекува. Однесувањето е комуникација. Тешкотиите во комуникацијата се клучните карактеристики за препознавање на состојбите од аутистичниот спектар, предизвиците во остварување на вообичаена комуникација со средината се одразуваат врз целокупното однесување на децата. Способноста за зборување е различна од способноста за комуникација. Децата со аутизам, без оглед дали имат развиен или неразвиен говор, имат тешкоти при учењето и како да комуницираат со другите. Тие изгледат незаинтересирано, ја избегнуваат интеракција со другите. Детето со аутизам користи различни позитивни и негативни однесувања да ги искаже своите потреби и чувства. Целокупното негово однесување, позитивно и негативно, е комуникација. Смеењето е комуникација, тантрумот е комуникација, насмевката е комуникација, бегањето е комуникација, повторување на истите зборови може исто така да биде комуникација. Поставување на исто прашање одново и одново, иако одговорот бил веќе даден, е обид за комуникација. Вистински предизвик е да откриеме
што сака да изрази детето со аутизам преку своето однесување. Например, Марко има 10 години, неговите разговори со другите луѓе се секогаш на тема каде живее човекот. Марко ја знае напамет мапата на градот и секогаш започнува разговор со прашањето каде живееш. Кога соговорникот ќе му одговори, Марко му дава детали, насоки како се стигнува од неговата адреса до кај него. Потоа си оди и наоѓа друго лице со кое што може да повтори истиот разговор, истото прашање. Марко ужива да разговара со другите за насоки, но неговиот ритуал ретко е предмет на обострано задоволство, а неговата способност да се вклучи во други теми на разговор е ограничена. Предизвици во разбирањето на невербалната комуникација. Децата и врсниците, односно и возрастните со аутизам имат тешкоти со толкување на социоемоционалните знаци кај другите, особено посуптилните социјални и емоционални пораки, како можеби ги забележуваат екстремните изрази на емоции, например, невербални социјални однесувања се изразот на лицето кој што означува дојди покажи ми како да го направам ова, гестот кој означува дојди да си играме заедно, или пак положбата со кренати раменици што означува не разбирам, не знам. Примери на невербални емоционални однесувања вклучуваат и налутен глас, саркастичен глас или нежен допир. Пример, Ана сака да се качува, па често се качува на мебел од дома, но и во училиште. Дома нејзиниот татко и се приближува и со испружен показалец строго и вели симни се долу, па тогаш ја фаќа за рака и помага да се симне од мебелот. На Ана и се допаѓа вниманието на татко и не го интерпретира неговиот строг глас или испружениот показалец како дисциплинирање, туку како игра. Како резултат на тоа, Ана почна уште почесто да се качува по мебелот дома и во училиште, за да добие внимание. Всушност, таа се радува кога некој возрасен ќе ѝ каже да се симне од мебелот. Ана не се однесува така затоа што сака да биде непослушна или лоша, туку напротив, таа тоа го прави да има забавна интеракција, како што ја перципира самата. Децата со аутизам не знаат како спонтано да се однесуваат во одредени ситуации и затоа им е потребна поддршка. Например, тие не разбираат зошто им се кажува да престанат со одреден вид на однесување. На децата им треба поддршка како да го подобрат или променат однесувањето. Понекогаш тоа е реакција на стрес или пак се однесуваат така затоа што имат тешкотија да ги проценат сопствените чувства или последиците од однесувањето. Сензорната пречувствителност исто така може да биде причина за предизвикувачко однесување. Да им помогнеме убаво да се чувствуваат во нашата близина, во нашите училници има место за сите. Тоа особено последните години сите го докажуваме. Ова се што ви го прочитав и овие мали делчиња ги превзедов од еден прирачник за родители и деца со состојби на аутистичен спектар од автори Владимир Трајковски и Ивана Василевска Петровска, и од нив многу научив. Зад овие линкови, овие QR кодови и на двете страници ги ставив, фактички ќе ве однесе до прирачникот и убаво е да си го симнете за да прочитате. Сметам дека секој наставник би било убаво да го прочита. Ово е една слика од самиот прирачник, она што гледаме кога е во прашање некое дете со аутистичен спектар, а зошто е такво и зошто така се однесува, тоа е она што не го гледаме, за жал. И од мојата практика ќе раскажам неколку, прво ќе ви покажам, а потоа ќе се обидам да отидам да влезам на секоја од страните. Фактички представување податоци со слика, пиктограм. Ова повеќе може да ви објаснат одделенските наставници, особено првачињата, зашто кај нив се сведува и најчесто работат со пиктограми. Потоа сложувалки, за сложувалките ви објасни убаво Силвана, и фет симулации, што реков некогаш спомнав
и реков дека еден од следните средби, односно вебинари, ќе се задржиме токму за ФЕТ симулации и како може да ни помогнат кога се во прашање природните науки, значи не само физиката. И ова не сакав да го тргнам и датумот, нешто што порано сме го подготвувале, ова е како некаков педагошки картон и ние бевме тие кои што проценувавме дали на некои ученици имаат потреба од помош, дали некаква стручна помош, дали ние поактиви колегите, оти може да се случи, например, јазиците да добро да им одат, природните науки, математика послабо, па седнувавме и секогаш правевме вакви педагошки картончиња и повеќе беше како некакво описно оценување или дававме некакви насоки на што би требало повеќе да поработиме за да постигнеме подобри резултати со ученикот. Најголем нагласок секогаш е нормално на учење. На почеток од оние диагностички тестови заклучувавме дали нештата може да ги совлада или не и одредувавме ова, зборувам 11-та година, па обично беа ученици кои што повеќе беа така помрзливи отколку да не можеле да научат нешто и секогаш соработувавме или со стручната служба, нормално задолжително и со родителите, за да се поработи малку за изградба на работните навики на самите ученици. Проценувавме социјални вештини толку колку што можевме, нели, самите ние. Не мора да значи дека секогаш сме биле во право, зашто секогаш поаѓав од тоа дека на сите ученици, па и оние што имаат проблеми или што имаат посебни образовни потреби, секогаш им е битно што и другите мислат за нив. Затоа и требаше малку да се поработи повеќе. Зборувам за тоа време, секогаш беше да се почитува повеќе авторитет, за да можете, кога ќе поставите нешто како задача, да ја завршат на време и да не се пролонгира, и сметајќи дека, токму тоа, ако се почитуваме, дека се навремено и ќе се завршува. Па комуникацијски вештини, ако забележиме дека умее да комуницира, тогаш треба најчесто кога ќе забележиме некое дете со посебни образовни потреби, тие можеби несвесно или можеби да прикријат некои работи, обично се нели најгласни, не умеат да сослушуваат, секогаш сакат да бидат центар на внимание, иако има и обратно, па некои се целосно повлечени, но во секој случај треба да ги научиме, додека се тука, да бидат навистина тука активно да слушаат, да ги научиме како да се однесуваат, односно како да комуницираат, како со учениците, така и со нас возрастните. Па и она што е најбитно околу грижата за самиот себе, секогаш на многумина и денес зборувам уште поголем во број ученици им недостасува да не можат да си направат убав распоред и да можат да го вметнат и учењето во самиот распоред покрај сите силни обврски што ги имат секојдневно. И влијание на надворешно обкружување, значи со ученици, ние наставници. И секој наставник тогаш требаше да постави или да си зададе по 3 цели, кој што би сакал да ги достигне со ученикот, може да биде и група ученици. Значи, јас конкретно, ова е мое учење, развивање на посложени форми на мислење, потоа задржување на концентрација на зададената работа и иницијативност при работата. Додека овој картон прерасна во ИОП, кој што денес од прилика вака изгледа, и тоа индивидуален образовен план кој што како и програма имаме, нели, оној глобален, што ние во природњаци ве кажуваме долгоречен, па имаме среднорочен, имаме краткорочен, сушност оној годишен, тематски и како оперативен план, тоа би дошло краткорочното.
и секогаш задолжително поставуваме оние резултати што очекуваме да се постигнат од сработеното, па секогаш многу личат и тематските, а и оперативните резултати, само што едното се работи за една наставна содржина, другото е за целата тема. И секогаш она најниското ниво да се сведе се на препознавање, на ниво на репродукција или знаење на ниво на автоматизација, да ги совлада основните поими, еве конкретно во мојот предмет по физика. Иако реков, некогаш и овие основни работи или она најниско ниво испаѓа како да е преамбициозно и најчесто треба да се прават корекции, особено кога ќе дојде време, кога треба да се направи ревизија на активностите и да согледаме што ученикот совладал. И тогаш обично нели се среќаваме, зашто конкретно во моје училиште уште не сум се сретнала да имаме асистент, имаме само што секоја среда доаѓаше еден дефектолог со кој што ние одевме на консултации доколку имаме потреба. И иако табелата која што ја пополнуваме е добиена, само јас поставувам цели оние што јас би сакала да се постигнат. И тука има степен на реализирање и постигнување на наставните цели потполно, делумно и недоволно. И јас сметав дека штом тоа тука стои, дека може и така да се вреднува, и шарено ми беше, некои работи беа потполно, некои делумно, имаше и недоволно, и добив едноставно ми беше укажано дека кога ќе поставиме некаков ваков критериум на најниско ниво, дека секогаш треба да биде потполно реализирано и постигнато. Така што во самата забелешка во описот прво кажувам како било, што било, дека имало стагнирање, дури назадување, па после тоа, ете при крај да сме се поправиле и да одиме нешто на подобро. Значи, за самата работа со ученици со аутистичен спектар полезно е да се користат различни алатки, да се прилагоди пристапот кон учењето за да се олесни разбирањето на материјалот. Пример, визуелни помагала, тоа што ги спомнав веќе, пиктограми, диаграми, интерактивни симулации, структуриран пристап кон учењето, индивидуализиран пристап, пристап за учење прилагоден на потребите на ученикот според способностите. И ова се тие примери што кажувам, иако се работеше за ученик кој што беше 8 одделение, кога го добив, кога стартуваше тоа пред 2-3 години, кога стартуваше во 8 одделение, информациите што добив за ученикот дека е описменет, дека знае да чита, дека знае основни математички операции, дека знае да пишува, арно, ама кога се сретнав, зашто треба да знаете или да очекувате дека ученици умеат и да стагнираат и да назадуваат, веројатно сето тоа што ми беше кажано дека беше подзаборавено, дури не умееше ни да се подпише, иако беше 8 одделение, и моравме да одиме со некакви поими. Повеќе одев од она јазично и барав помош најмногу од одделенските наставници, и од нив добив идеја да користам пиктограм, да можат малку да поиграат, имаме компјутери во училница, поправо сега е еден, ама доволно кога имате еден ученик со посебни образовни потреби може да се искористи. И сега ова го правевме со Paint. Поправо само ќе го отворам Paint и изборот беше на ученикот. Му објаснувате на два начини како може да ја пополни табелата, дали ќе ги копира јаболкчињата кои што се на дрвото, па она што ќе ја стави, например, ако става зелените, кога ќе направи копија од зелена, кога ја стави во зелено, тука ќе ја пречкрта, па ќе премине на црвени, на портокалови, и да можеме да видиме од кои јаболка имаме ист број, а од кои се повеќе од другите. Или во прво одделение дури ми советува, ама тоа можеа да го стасат учениците од прво одделение, се даваше индекс легенда, па што значи? Значи на јаболкницата може да има повеќе јаболки,
Арно, ама од лисјата, од гранките не ги гледаме, па кога ќе се стави легенда дека црвено јаболко е, например, 2, жолто 3, па секоја треба да се множи по 3, арно, ама тоа беше веќе малку посложено за мојот ученик и од таа причина одев вака со едноставни работи, без легенда, само што веќе наредната вежба беше усложнета што дадодов уште едно јаболко, па да можеме да научиме што е помалку, што е повеќе, а што е исто, или пак што е горе, што е доле, и тоа имавме проблеми, да се меша и овие два поими горе-долу и лево и десно исто. Беше проблематично, па и тоа доста долго време, неколку часа вежбавме и тоа. За на крај, кога обработуваме со другите ученици, например, еве за гравитација, Њутнови закони, тогаш ќе најдам некаков цртеж или нешто, додека другите учат за друго, да се занимава да бои, и забележав исто така дека тешко му оди боењето и реално да испринтате, најчесто боичките или боите летат надвор од границите. Имавме и ѕид кој што еден хамер со карикатури, па се што ќе се сработи таму и изложувавме. И тема која што е абстрактна за секој ученик, чудо едно, ама беше и најинтересна и за ученикот кој што имаше аутизам, така да не можам да речам дека научи колку што научиле другите, арно, ама вежбите кои што ги добиваше и како фет симулација, и после тоа кога требаше да направи сложувалка од ист струен круг или практично да изведе да направи струен круг, со леснотија го правеше, со мала помош или од другарчето или моја, но успеваше. Така што самата електрична енергија е објаснета на едноставен начин, надоврзувајќи се на оноа што го учевме од 8 оделение за енергија, преку симулација одгонетнуваме што е тоа во спроводниците, каблите, што ни врши работа дома, што ни топли, готви и така натаму. Електризираме балон и истражуваме како ќе се однесува кога ќе го доближиме до коса, ѕид или рака. Изработуваме струен круг според фет симулација, за да го доближиме концептот на електрична енергија на лесен и разбирлив начин. И сега ова ќе објаснам, па подоцна ќе отидеме и да видиме како се прави. Значи, на самата табла, каде што составуваме струен круг, прво ќе ги издвоиме елементите од кои што е составен, па потоа ќе кажеме, знаеме дека без извор, дека нема ни да свети сијаличката, па имаме тука и еден прекинувач, па трите овие елементи ќе ги споиме со спроводници, со жици, и ете веќе имаме струен круг, па ќе прашуваме што мислиш зошто не свети, па после кога ќе забележиме дека прекинувачот ни е отворен, кога ќе го затвориме сијаличката ќе засвети. Потоа намалувавме елементи во струјниот круг, па кога ќе ја тргнеме батеријата, се ќе поврземе, значи имаме прекинувач и сијаличка, па не свети, па после ќе ја тргнеме сијаличката, оставаме само изворна струја и прекинувач, па ќе видиме дека и ќе дојде до краток спој. Така што самата фет симулација изобилува со можности, некои треба да се платат. Имаме и бесплатни и солидни се сите овие лаборатории. Ете, дури можеме да правиме истражувања од понудените предмети, можеме да ги вметнеме или да ни заменат дел од струен круг, па да речеме да провериме дали една банкнота, односно дали хартија спроведува струја, па една спојувалка или некоја монета, сите наши монети не спроведуваат, тоа се уверивме. Гума за бришење, молив, и потоа секогаш даваме нагласок како не е убаво да ставаме молив во штекер и слични работи. Потоа, еве, тоа е тоа кога ќе правите, и од ова ќе се заклучи што е спроводник, што не е спроводник, па практично истото го изведуваме, дури правиме да личи или да биде
isto ili skoro isto со на што сме го правеле во симулацијата, па малку прошируваме кога во течноста ќе додадеме, односно во вода ќе додадеме сол, па ќе правиме раствор на сол, односно ќе направиме еден електролит, течен спроводник на електрична струја и ќе видиме дека сијаличката свети. Па малку ќе усложниме, тогаш правиме струјни кругови со повеќе сијалички, исто и практично го изведуваме тоа, па се прашуваме, еве кога се вака врзане во серија, тоа е повеќе да разграничиме што значи серијски врзано, а што значи паралелно врзано, па практично ќе оштрафиме една сијаличка и ќе кажеме дека сме извадиле, односно сме го прекинале струјниот круг на тоа место, а исто така во симулацијата доволно е да прекинеме на едно место до било која сијаличка, не е битно, и исто така донесуваме заклучоци, а секогаш дават добри заклучоци, зашто кога струјниот круг е затворен, или вака електроните се движат и гледат како се упатуваат од негативен кон позитивен пол од изворот, или може да го представат и вака како стрелка и штом ќе престанат да се движат, знаат дека нешто се случило. Потоа менуваме, врзуваме паралелно, па согледуваме дека има разлика помеѓу паралелно и серијско врзување, зашто тука кога ќе прекинеме струен круг во гранките каде што се сијаличките, дури додека не ги прекинеме сите, секогаш ако на почеток светеле 3, една, ако откачиме останува 2, ако откачиме ќе остане една и на крај сите па да нема ни една. И како на сите ученици на крај, ако сметајте дека симулација се работи па и по неколку недели со ученици со посебни образовни потреби, и на крај може да се случи, да речеме, обврската да ја заврши многу бргу, па како сите други ученици да добие и тој да може една сложувалка да се остави без разлика на која тема ќе биде. Единствено нешто што од вас се бара да бидете регистрирани, значи да направите своја сметка и да можете да креирате предходно, ќе подготвите што мислите да ставите. Јас во една папка меѓу сите работи за април мислам дека ставив и некакви цртежи и слики. Еве април и ќе одам да видам ова што е природа нешто. И тука ќе обележиме само колку сакаме делчиња да има. Мора да се наслови, еве нека остане така да видам дали ќе сака сега да креира. Да, веќе е креирано. Значи и веќе можете да го споделите со кого сакате, дури и по социјалните мрежи. И секој што ќе побара нешто на оваа тема, ќе го најде, зашто она што го направив, еве сега ќе отидам, не планирам сега да губам време да ја редам сложувалката, туку еве, и не очекував зашто ова се беше при подготовки за сега. И не очекував дека ќе се приклучат и луѓе кои што не ги познавам, за да играт, односно да ги редат сложувалките, зашто по клучните зборови секогаш ќе се најдат. Се надевам дека ви ги освежив сеќавањата, значи тука само треба да создадете сметка, подготвите сликички и креирате, бирате колку голем број од истите, еве уште еднаш, колку голем број на парчиња во сложувалката да има. Сега Силвана ми пречиш, сега ќе те минимизирам. Ете сега. И зашто самите слики, ако сте ги насловиле, дури не мора да пополнувате ништо. Самиот албум, еве конкретно мене се ми оди во албумот активности, ако можете да ги насловите секако и повторно ќе добиете сложувалка која можете да ја споделите со вашите ученици или пак со колеги или каде сакате. Значи, одам на физика, она мене што ме интересираше,
Имате повеќе тие лаборатории, еве, прва што ќе налетам, од прилика сите имат слични вежби и ќе забележите, ете, тука се сите елементи што ги користев. Ова ви го кажувам зашто и по природните науки, не знам веќе во кое одделение правите струјни кругови и ова навистина може да дојде супер вежба, со тоа што овде не мора да се регистрирате воопшто, значи и вие и вашите ученици можете да работите и што направив јас само? Зедов изворна струја, една сијаличка, можете да ја свртите како сакате, и еден прекинувач, ете, и спроводници, односно жици со кои што ги споив овие елементи и после ќе си играте колку сакате и како сакате. Она што кажував, еве, имаме се, а сијаличката не свети, кога ќе затворите ќе свети, па можете да направите уште некаков продолжеток, премногу едноставно се прави, па можете да одите да проверите се она што е понудено, ако сакате да направите и некакво истражување. И она што кажувам јас, што се обидовме реално, нашите парички сите не спроведуваат струја, а тука ете примерот спроведува. Ќе им објасните на дечињата како можат да прават. Ископираните реков да ги редиме ако почнеме еве овие кои што се на земја. Со тоа што тука треба да користат повеќе команди, па ќе земате и една еве цртка и едно јаболко ќе го чкртнат, да знаеме дека е едно готово. Но поедноставно е, сега ќе вратам на почеток и најчесто така и го прават, едноставно ќе ги копират јаболките оддоле, зашто долу стрелката е долу, значи сите овие што се на земја и полека, кога не стискам добро, така ми е, полека ќе ги носат една по една, додека не ги донесат сите таму каде што им е местото во табелата. Значи во овој долниот дел истото ќе го направат и со горните, само што сега имаме нели зелена позадина околу, а тука ќе ни се јавуваат дупчиња, но сосема seедно битно е да се изброи тоа што го направиле. И обично гледаме да ги наредиме едно на друго, ако ништо друго и да не сме во состојба да изброиме, реков зависи и од денот, дали ученикот е расположен за такво нешто, кога ќе завршите, доволно е да повлечете една црта, па да одреди или да донесе заклучок каде е имало повеќе јаболка, долу под јаболкницата или горе. Ете, тоа е тоа што реков, дури и Paint го искористив и тоа ова беше прв пат искористено тамо некаде 2011 година, но и денес е примелниво.